Поздрав од студиото на МТМ. Следуваат урбаните вести. Ке имали нов проект за покривото на ГТЦ. Главните влезови и сообраќајниците во општина Илинден ќе бидат приоритетни за реконструкција во 2019-та. Ново зеленило и урбана опрема за вториот дел од градскиот парк. Осмомартовско расположение во главниот град. Градскиот трговски центар, а и останатите објекти кои имаат големо значење за архитектурата на Македонија, мора да бидат третирани како целина и нивната реконструкција и ревитализација да биде предмет на јавен конкурс, сметаат од Асоцијацијата на архитекти на Македонија во соопштението упатено до кабинетот на градоначалникот Шилегов. Наведуваат дека може да земат учество во подготовка и организирање на конкурс за избор на најдобро решение, која ќе биде во рамки на буџетот од веќе завршениот тендер. А не можат да го коригираат сегашниот проект, затоа што тој проект има автор и не е одговорно да се прават интервенции во нечии проект. По реакциите во јавноста околу изградбата на зелениот покрив на ГТЦ, реакциите на архитектите дека немало конкурс за идејно решение за зелената градина на ГТЦ и дека според постојниот проект има многу бетон, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најави корекција на проектот во која ќе се вклучат Сдруженијето на архитекти на Македонија и Архитектонскиот факултет. Но од Асоцијацијата на архитекти на Македонија во официјалното соопштение до кабинетот на градоначалникот упатуваат благодарност за поканата за соработка и наведуваат дека е крајно неодговорно да се прават интервенции на градскиот трговски центар, а и на било кој друг објект со дониран проект кој во голема мера за нив е неразбирлив и во никаква релација со постојната обликувана структура на објектот. Како струкова организација, во никој случај тие не можат да дадат идеи за приправка на истиот, бидејќи на крајот на се проектот има автор. Авторството, меѓу другото, подразбира и голема одговорност. Мешањето во нечие авторство се коси со основните начела на Асоцијацијата на архитекти на Македонија и Комората на овластени архитекти и инженери на Македонија за третман на архитектите како автори на едно дело, се наведува во соопштението од Асоцијацијата на архитекти и додаваат дека се свесни за проблемот со прокиснувањето на кровот кој го има ГТЦ и уште повеќе се свесни дека планираната интервенција ќе представува само уште една во низата лоши интервенции кои се направени врз градскиот трговски центар. Тие може да земат учество во подготовка и организирање на конкурс за избор на најдобро решение, кое ќе биде во рамки на буџетот од веќе завршениот тендер и со почитување на дел од материјалите кои се дел од тендерот. Асоцијацијата од градот, како носечка институција во креирањето на градските политики и практики, бара да воспостави нормални процедури кои нема да ги задоволуваат само нормите во законот. Бараат процедури кои ќе обезбедат изнаоѓање решенија за проблемите по пат на објавување јавен анонимен архитектонски конкурс. Нивната заложба е не само градскиот трговски центар, туку и останатите објекти од овој период кои се од исклучително значење да добијат статус на заштитени објекти како културно наследство и нивната реконструкција, ревитализација да биде предмет на јавен конкурс. Оттаму напоменуваат дека стојат на располагање со целокупната стручна јавност која представуваат, да го понудат нивното знаење и експертиза во сите идни процеси, како и планирање, организирање и распишување конкурси. Главните влезови и сообраќајници во општина Илинден ќе бидат приоритет на планот за работа за подобрување на патната инфраструктура во 2019 година. Дополнителен приоритет ќе имаат и улиците и патиштата кои се од голема важност за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и зголемување на безбедноста во сообраќајот. Советот на општина Илинден го донесе планот за изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на општинските патишта и улици на подрачјето на општина Илинден за 2019 година. Како што информираат од општината, динамиката на извршување на планот зависи од приливот на финансиски средства во буџетот на општината, како и обезбедените средства од домашни и странски финансиски институции. Согласно реалните потреби, главните влезови и сообраќајници во општината ќе бидат приоритети за работа, бидејќи преку нив се одвива најголемата фреквенција на сообраќај.
Дополнителен приоритет ќе имаат и улиците и патиштата, кои се од голема важност за подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните на општина Илинден, безбедноста на учесниците во сообраќајот, како и овозможување квалитетни услови за стопанисување на правните субјекти од подрачјето на општината. Носењето на овој план покажа дека реализацијата на проектот за изградба, санација, реконструкција и рехабилитација на локалните улици и патишта и подобрувањето на инфраструктурата во стопанските комплекси и локалните економски зони остануваат приоритети во работењето на општината. По речиси 70 години, конечно има најава за уредување на вториот дел од градскиот парк, кој за разлика од првиот изгледа позапуштено. Паркови и зеленило почнува со активности за целосно партерно и хортикултурно уредување на зеленилото и урбаната опрема во овој дел од паркот. Вториот дел од градскиот парк, на потегот од Луна паркот до хотелот Александар Палас, ќе биде целосно партерно и хортикултурно уреден. Во моментов со јавното предпријатие Водовод и канализација се прави проект за доток на вода и за поставување прскалки кои ќе ги наводнуваат новите тревни површини што ќе се подигнат на тој потек. Овој дел од градскиот парк не е уредуван 70 години. Оваа година, јавното предпријатие Паркови и зеленило заедно со град Скопје ќе го уредува со тоа што патеките кои се во руинирана состојба ќе ги изгради јавното предпријатие Улици и патишта, а град Скопје ќе ја постави урбаната опрема како клупи и корпи за отпадоци. Првиот дел од паркот пред фудбалската арена Филип II се заштитува од дивото паркирање на автомобили. Во тек е реконструкција на оштетените рампи, а на дивите премини кон овој дел од паркот ќе се постават нови заштитни столчиња. Новиот дел од паркот речиси секогаш е пораздвижен, а летото беше поставена и нова урбана опрема од клупи и корпи за отпадоци во новиот дел од паркот. Но за разлика од новиот дел, во стариот дел од паркот може да се забележат искршени корпи за отпадоци, стари и оштетени клупи, како и многу суви гранки на дрвјата. Мислењата на граѓаните се поделени. Дел од нив се задоволни, дел не, но повеќето сметаат дека може и повеќе да се направи за градскиот парк. Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во Македонија кој се простира на површина од 486.000 метри квадратни. Почнал да се формира во 19. век за време на османлиското владење, но со текот на годините постојано се надоградувал и проширувал. Денес градскиот парк е омиленото место на скопјани за прошетка, спорт и рекреација. Граѓаните се подготвени за одбележување на Меѓународниот ден на жената 8 март. 8 мартовските понуди за ресторански прослави и патувања се веќе пополнети, а попусти за купување подароци има речиси во секоја продавница. Во зависност од стилот на живење, граѓаните избираат различен начин да го одбележат Меѓународниот ден на жената. На самиот почеток на месецот на жената, во пресред на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март, се е во знакот на избирањето и купувањето на соодветен подарок. Иако многумина се согласни дека убаво е секој ден да е празник и да ѝ се посветува почит и љубов на жената, сепак им се радуваат на 8 мартовските подароци и дружењата со пријателите. Историски гледано, 8 март символизира многу повеќе отколку подарување и присуство на некоја организирана веселба. Сепак, трговците и угостителите успеаа да ескомерцијализираат борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите и од неа да остварат голем профит. Камерата на Прва Скопска, денеска во центарот на Скопје, успеа да улови неколкумина граѓани кои сакаа да си обезбедат соодветни подароци, пред да почне значително да се чувствува 8 мартовската еуфорија. Бутиците и парфемериите се веќе излепени со налипници, кои означуваат намалување на цените, а посетеноста во истите значително се зголемува, потврдуваат продавачите. Модерното време на живење го промени и стилот на подарување. За разлика од порано, сега се подаруваат и ваучери за спа третмани, билети за во кино, патувања во земја и странство и се останато во зависност од креативноста и буџетот. Богати осмомартовски понуди нудат и туристичките агенции. Најголем интерес според продадените туристички аранжмани во туристичката агенција ЈК Travel, граѓаните покажале за Истанбул и Сараево. Најбарани оваа година беа Сараево, Милано, Истанбул и секако неизбежното Банска. Може да кажете во според вас со минатите години дали интересот беше поголем или помал оваа година?
Па поголем беше, за разлика од другите години. Оваа година можам да кажам дека некои понуди беа продадени многу брзо и веќе конкретно за Истанбул и за Сараево не имавме повеќе слободни места, бидејќи побарувачката беше многу поголема за разлика од другите години. Освен овие два града, за кои други дестинации беа понудите? Па имавме Венеција, имаше Рим, имаше Краков понуди, потоа далечни дестинации, исто Тајланд се нудеше за 8 март и тие. Кои се поголеми побарувачи на овие аранжмани? Дали групни посети или пак станува збор за индивидуалци? Па зависи, значи имавме и група од жени, односно поголем број на жени кои што беа кои што резервира, исто така имавме индивидуалци. И секако не се само жените, туку си имаме и парови, си имаме и секаков вид на патувачи за 8 март. А дали цената игра голема улога во одлуката да се патува? Секако дека цената игра најголема улога, со тоа што за разлика од другите години, пак ќе кажам, оваа година Истанбул имавме многу добра цена, односно first minute беше 75 евра и се продаде за, да не речам, месец и пол, наполнивме веќе 2 автобуси. Сараево исто имаше многу бава цена, 5500 динари беше понудата, нели хотелски сместувања со појадок се продаде исто рекордно многу брзо. Со тоа што нели секако си има доплати на факултативи, односно тоа што сакаат да го видат странките, таму си се договараат на лице место со водичите и си одат на разгледувања. На само неколку дена пред 8 март има ли нешто слободно? Остана само една соба Милано. Добро, доколку некој сака да ја купи, кога се тргнува? За 2 дена. Има време. Има време, да. Сепак има и такви кои велат дека цвеќето како символ за почит и љубов е најсоодветниот подарок за 8 март. Што најмногу подарувате за 8 март? А за 8 март, не знам тоа што го сакаат. Проценувам, секогаш мислам на тој што подарувам, каков му е вкусот, секогаш има цвеќе, така да секогаш различно. А вие што најмногу би сакале да подарувате? Па не знам цвеќе. Купени се веќе подароците. Однапред? Однапред. Да. Што најмногу подарувате за 8 март? Нормално нега, козметика, нега на Цвеќе. лице. Да, тоа се Саксија. Го прославувате ли со пријателки на забава, на прослава? Да, ние со пензионерките прославуваме. Секоја година различно, зависи во која ситуација си, каков момент. Дали со пријателки, дали по дома, дали кај баби. За тие кои меѓународниот ден на жената ќе го поминат во Скопје. Националната галерија на Македонија во Чифте Амам на 7 март ја поставува тематската изложба од својата колекција за неа. Во колекцијата се застапени дела на македонските автори, каде девојката, жената, мајката се инспирирани во нивното творештво. Додека пак од 6 до 8 март ќе се одржи 10-то јубилејно издание на Вечерите на женски права на тема Размислувај еднакво, гради паметно со иновација за промена. Програмата ќе се одвива во текот на 3 дена, 6 и 7 март во Кинотеката на Македонија, со почеток од 20 часот и на 8 март во Младинскиот културен центар, со почеток од 19 часот и 30 минути. Влезот за сите 3 вечери е слободен. Граѓаните кои нема да склучат договор со ново претпријатие за електрична енергија по автоматизам ќе бидат снабдувани од Евана. Проект за заштита на зелената зона на кањонот Матка. Жените возачи имаат голема улога во безбедноста во сообраќајот. Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. По изборот на Евана за универзален снабдувач со електрична енергија, граѓаните кои нема да склучат договори со ново претпријатие, по автоматизам ќе бидат снабдувани од Евана и ќе останат на регулираниот пазар на електрична енергија, наспроти можноста со либерализацијата на пазарот на струја да излезат од овој пазар и сами да изберат од каде ќе се снабдуваат со струја. Граѓаните немаат никакви обврски се до моментот додека не решат да одат на слободниот пазар.
Ниту еден од 8 активни од вкупно 30 снабдувачи на пазарот на електрична енергија не понуди пакет за домаќинствата, иако од 1 јануари годинава има целосна либерализација на пазарот на струја. Според председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски, незаинтересираноста на снабдувачите се должи на високата цена на електричната енергија на домашниот и на регионалниот пазар, каде што цената се движи од 70 до 80 евра за мегават час. Но со новиот закон за енергетика и со подзаконските акти во делот на електричната енергија што ги донесе регулатор на домаќинствата кои се уште на регулираниот пазар, им се гарантира постојната цена. Во првите 2 месеца од годинава, понудени им се исклучени се договори за снабдување со поголем број мали потрошувачи, што до либерализацијата користеа индустријска струја, на кои сега за 20 до 30% им се намалени трошоците за електрична енергија. ЕВН на аукција избран за универзален снабдувач со електрична енергија кој понуди најниска маржа, односно процент на профитна маргина од 11,5%. Досега начинот на присметка на маржата на ЕВН на некој начин беше монополски, бидејќи регулаторна комисија за енергетика ги прифаќаше сите трошоци за оперативното работење на компанијата и даваше маргина на тие трошоци. Сега механизмот на пресметка е различен и во базичната цена се зема само цената на електричната енергија која универзалниот снабдувач мора да ја купи на тендерска постапка, а над тоа е маргината од 11,5% во кој влегуваат сите оперативни трошоци и ненаплатени побарувања, како и нивната маргина која ќе им остане после надминувањето на трошоците. Се очекува да нема покачување на цената на струјата и по 1 јули, кога регулаторна комисија за енергетика треба да ја утврди новата цена на електрична енергија што ќе важи за универзалниот снабдувач. Од регулаторна информираат дека граѓаните кои ќе останат на регулираниот пазар немаат никакви обврски да известуваат и по автоматизам си остануваат на тој пазар. Се до моментот додека граѓаните и домаќинствата не решат да одат на слободен пазар, немаат никакви обврски. Кога ќе решат да одат на слободен пазар, таа обврска за промена на снабдувач и постапката не ја води граѓанинот, туку избраниот снабдувач на слободниот пазар на електрична енергија. Граѓанинот само му дава полномоштво дека тој го застапува и таа постапка ја води снабдувачот пред операторот на дистрибутивниот систем. На никој начин граѓаните нема да бидат оптоварени со некакви малтретирања. Во правилата за снабдување, со цел да им се олесни на граѓаните, ќе се даде можност доколку сакаат и може да потпишат договор со некое ново претпријатие. Но за да не се прават трошоци кај новиот универзален снабдувач, тој што бил претходно снабдуван од ЕВН Македонија и одлучил да остане на регулираниот пазар, нема потреба да потпишува класичен нов договор во првиот момент, а понатаму ќе се оцени доколку има потреба избраниот универзален снабдувач да изготви нови договори за сите потрошувачи. Но при тоа особено ќе се внимава да не се предизвикаат никакви дополнителни трошоци кај новиот универзален снабдувач, со цел тоа да нема влијание врз крајната цена на електричната енергија. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје и невладината организација за екологија Форселект денеска потпишаа меморандум за спроведување проекти за заштита на животната средина во населените места на кањонот Матка и течението на реката Треска. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје и невладината организација за екологија Форселект денеска потпишаа меморандум за спроведување проекти за заштита на животната средина во населените места на кањонот Матка и течението на реката Треска, информираат од претпријатието. Во рамки на предвидените активности, претпријатието ќе обезбеди садови за примарна селекција на отпадот, ќе врши собирање и транспорт на отпадот, како и чистување на дивите депонии во овој реон, а преку својата еко-патрола ќе ги едуцира и информира граѓаните за правилното одлагање на отпадот. Ја поздравувам иницијативата на организацијата Форселект за заштита на споменикот на природата кањонот Матка, со целокупната зелена зона на околните села на кањонот и течението на реката Треска. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје со сите своји ресурси ќе учествува
учествува во овој проект со цел да ја унапреди заштитата на животната средина и да го промовира правилното постапување на отпадот во реонот на оваа значајна туристичка атракција, изјави помошник директорот на предпријатието Бранко Николовски. Статистиката и фактите покажуваат дека жените се побезбедни возачи од мажите. Истражувањата на релевантни меѓународни организации покажуваат дека мажите многу повеќе страдаат во сообраќајни незгоди во споредба со жените и многу често се предизвикувачи на сообраќајни незгоди со сериозни фатални последици. По повод денот на жената 8 март, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата најавува кампања посветена на жените и нивната улога во безбедноста во сообраќајот. Во чест на сите жени, а по повод празникот 8 март, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата најавува нова кампања посветена на жените и улогата на жената во безбедноста во сообраќајот. Кампањата е насловена "Вози внимателно и јави се кога ќе стигнеш". Статистичките податоци покажуваат дека жените се побезбедни учесници во сообраќајот од мажите, помалку прават грешки со фатални последици и помалку страдаат во сообраќајни незгоди. Целта на кампањата е да се сврти вниманието на јавноста, да се почитува мислата, зборот и советите на жената како што се вози внимателно и јави се кога ќе стигнеш. Чувај се себе си и чувај ги другите учесници во сообраќајот. Биди одговорен и внимателен возач, почитувај ги сообраќајните правила и прописи, секогаш и секаде. Во склоп на кампањата ќе бидат реализирани едукативни настани за едукација на жените возачи, активности за подигање на свеста за поголема употреба на сигурносните појаси, едукативни активности за поголема и правилна употреба на детските седишта во автомобилот, оспособување на жените правилно да ги советуваат децата во сообраќајот и така натаму. Кампањата ќе опфати и активности за подигање на свеста за почитување на жените како рамноправен учесник во сообраќајот. Кампањата ќе биде поддржана од јавни личности, ќе бидат организирани јавни настани во Скопје Сити Мол и на плоштадот Македонија, а активности се предвидени и во образовните институции, на електронските и на социјалните медиуми, предвидени се отворени дискусии и предавања. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги повикува сите припаднички на понижниот пол да не престануваат да се борат за својата рамноправност, но и да не престануваат да се борат за доброто на своите најмили, коригирајќи ги нивните постапки и давајќи им личен пример за повисока сообраќајна култура и побезбеден сообраќај. Горивата од доќеска на полноќ ќе се продаваат по нова зголемена цена. Цената на бензините се зголемува за 2 денара, а цената на дизелот се зголемува за 1 денар по литар. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2 денара, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 1 денар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на литар Евро Супер БС 95 ќе изнесува 64,5 денари, а литар Евро Супер БС 98 ќе се продава по 66,5 денари. За литар Евро Дизел ќе се плаќа 61 денар, а екстра лесното масло за домаќинство по 49,5 денари. За 0,619 денари се зголемува цената на мазутот и килограм од тој енергенс ќе чини 32,847 денари. Малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемени за 2,24%, додека зголемувањето на рафинериските цени е 3,64%. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе одлуката за новите цени на горивата врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. До крајот на неделата ќе преовладува стабилно и многу топло време за овој период од годината. Максималните температури ќе бидат над 20 степен. Најтопло ќе биде в сабота, кога дневната температура ќе достигне до 24 степени. Зголемена облачност, синоптичарите најавуваат само утре кон крајот на денот и во текот на ноќта.
Во Скопје утре температурата ќе достигне 16 степени. В среда температурата ќе се движи од 5 до 16, четврток од 2 до 18 и петок од 4 до 17 степени. Тука го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.